Трикови со кои се служат трговците за да ви ги земат парите. Првиот е фактот дека повеќето големи трговски центри и продавници немаат прозорци и часовници. Како резултат на тоа, клиентите лесно губат време и остануваат подолго. Исто така трошат повеќе пари бидејќи колку подолго сте во продавницата, толку повеќе пари ќе оставите. Фактот дека нема прозорци исто така има практична придобивка за продавниците. Директната сончева светлина може да го избледи пакувањето и производите повеќе не би изгледале толку привлечно. Следниот трик што го користат трговците на мало е да ги поставуваат производите на таков начин што оние што се најскапи се на нивото на очите на купувачот. Производите со намалена цена се на дното на полиците, а цените се означени така што на прв поглед изгледаат попристапни отколку што на вистина се. Многу супермаркети имаат подови со плочки бидејќи количките прават голема бучава на нив. Овој трик е поврзан со желбата на клиентите количките да не им бидат премногу гласни, па тие ќе се движат побавно. Како резултат на тоа, клиентот автоматски е во искушение да прегледа повеќе и да потроши повеќе пари за работи што можеби дури и не се на нивната листа на купување. Музиката исто така може да влијае на расположението на клиентите, а тоа го препознале и трговците. Кога продавниците се полни и има премногу луѓе, тогаш обично се слуша енергична и брза музика. Ова треба да ги потикне луѓето повторно брзо да ја испразнат продавницата. Според некои истражувања, клиентите трошат повеќе со побавна музика, бидејќи тоа го забавува движењето така што поминуваат повеќе време во продавницата.